Добар ден и добре дојдовте на тркалезната маса која ќе се занимава со вештачката интелигенција, а се разбира и со одбраната, со војната и со главните, клучните теми во светот денес. Поточно, насловот е вештачката интелигенција на првите фронтални линии, војната, авторитаризмот и демократските иднини. Токму од три различни аспекти ќе ја разработиме оваа тема, која е комплексна, која во себе содржи различни делови, со нашите тројца учесници во тркалезната маса, која и не е баш така тркалезна, меѓутоа е во формат на тркалезна маса во смисла на размена на размислувања, ставови и информации. Тука денеска со нас се Ванчо Ордановски, кој е пионер во IT секторот во нашата земја, па би рекол и пошироко, кој е извонреден познавач на информатичката технологија и е некој што добро и сеопфатно ја следи вештачката интелигенција, развојот на вештачката интелигенција. Со нас денеска исто така е и полковник Горан Василевски, кој е и меѓу другото и поранешен раководител на одделението за воена на војната служба за безбедност и разузнавање при Министерството за одбрана на Република Северна Македонија, инаку човек со децениско искуство во темите поврзани со безбедноста и со воената подготовка на секоја земја, така и на нашата, некој што бил во контакт со информациите и трендовите кои без друго се крвотокот на безбедноста во земјата како НАТО членка и пошироко. Тоа што ќе го даде граѓанскиот, чисто граѓанскиот аспект во оваа тркалезна маса ни доаѓа од Никола Гелевски, кој е издавач, уредник, главен уредник на Маргина, Окно, Темплум, фигура која македонската јавност добро ја познава во доменот на издаваштвото, на уметноста, на јавниот дискурс и интелектуалните трендови и процеси во нашата земја. Добре дојдат за сите тројца. Ви благодарам што сте со нас. Јас би сакал само да кажам во кратки црти дека оваа тркалезна маса ќе се обиде да ги истражи вештачката интелигенција од различни аспекти, пред се во доменот на трансформација и на општеството, меѓутоа и на војната. Ние во денешно време се наоѓаме пред избор. Дали вештачката интелигенција ќе ја употребиме за деструкција, за манипулација и дезинформации или за да уподобриме животот на човекот. Онака како што стоја сега работите, мислам дека е многу јасно дека вештачката интелигенција огромни напори се вложуваат да биде ставена во служба на деструктивните сили и елементи во светот, меѓутоа исто така гледаме еден силен наплив на инвестиција во вештачката интелигенција која се однесува на одбраната, меѓутоа и на подобрување на животот на луѓето во оној цивилен дел. Би сакал да почнеме веднаш прво со Ванчо Ордановски, да ни даде неколку информатички, би рекол, техничко-технолошки аспекти за тоа како вештачката интелигенција влијае во современите текови, пред се предпоставувам во техничко-технолошкиот, бизнис, индустријскиот дел, меѓутоа се разбира и за она како вештачката интелигенција може да биде употребена во воената, во одбранбената
сфера, доколку се разбира, си истражувал во таа сфера. Повели, Ванчо. Благодарам. Јас како информатички професионалец секако дека користам вештачка интелигенција. Во мојата околина живеам секој ден со софтвер, развој на софтвер и нормално дека користиме алати од вештачка интелигенција, на сите им се познати. Сите луѓе денеска веќе почнаа да користат, а и програмерите нормално, затоа што ни штеди време. Меѓутоа, мојата теза денеска сакам да ја изложам малку една потемна иднина на начинот на употреба на вештачката интелигенција и каде тоа ќе не одведе како човештво. Имено, мојата теза денеска е дека вештачката интелигенција во суштина носи екзистенцијален ризик за човештвото. И покрај тоа што сметаме дека ова е тема за регулација, како ќе биде употребувана вештачката интелигенција, сепак мора да зборуваме за едни длабоки прашања за обстанокот на човечката политика, на слобода и воопшто обстанокот на човекот како субјект, природен субјект. Ова не е ништо ново во размислувањата, јас само правам ехо нивно, нормално. Меѓутоа, дури кумовите на вештачката интелигенција, они кои што ја поставија темелите на модерниве вештачки интелигенции, зборуваат за ова, за големата опасност што ја носи вештачката интелигенција. Ќе се обидам да докажам зошто и како би дошло до тоа и како тоа сега се користи. Затоа што тоа вклучување на вештачка интелигенција во секоја пора на човечкиот живот, всушност има скриени опасности. Се започна, знаете, 1968, Одисеја 2001, Дейв, астронаутот, го исклучува Хал и Хал му вели I'm sorry, Dave, I can't let you do that. Извинете на англискиот, ама прости, Дейв, се плашам дека не можам да ти го дозволам тоа. Всушност, тоа е еден предзнак, една предскажување на можниот крај на употребата на вештачката интелигенција. Хал е вештачката интелигенција во случајов. Артур Кларк уште пред многу години тоа го помислил. Инаку, вештачката интелигенција во последниве години експлозивно се развива, експлозивно се воведува и се користи. И ако погледнеме порано, например, пред нешто повеќе од еден век, конјот, камилите, караваните биле заменети со железница, потоа со автомобили, меѓутоа еден век траело тоа. Сега, во неполни 10 години, веќе имаме потполно воведување. Го заменуваме човечкото расудување со машинско оптимизирање. Ќе ви кажам и некои техникали околу тоа како размислува вештачката интелигенција, за да го поддржам ова. Затоа велам машинско оптимизирање, а не размислување. Ако некојаш коњот исчезна од транспортот, можеме сосема лесно да замислиме човекот тивко да исчезне од одлучувањето. Не затоа што ќе го уништат, туку затоа што ќе стане технички застарен за систем што бара максимална ефикасност. Класичната слика за вештачката интелигенција е алатка во човечки раце. И во моментов овие години го живееме тоа. Ја користиме од моето програмирање до тоа што да ја купам на мајка ми за нова година. И ќе ни даја некакви совети. Но реалноста е дека таа станува основна инфраструктура, врз која почиваат воените, економските и политичките одлуки. Само за да го потврдам ова, дека станува основна инфраструктура, вчера излезе податок дека 90% од бруто производот на Соединетите Американски држави во 2025
отпаѓа на градење на нови дејта центри за вештачка интелигенција. 90%. Така пишува. Пишува во Forbes, не пишува во... Така што јасно ви е дека сите напори се вложуваат. Тоа се дури стана цените на мемориите се покачија 5 пати затоа што се повлекува кон тие центри за вештачка интелигенција. Јасно е државите каде одат. Меѓутоа, што е проблемот? Проблемот е што исти модели се користат за анализа на разузнавачки податоци, за селекција на медиумски содржини, автоматски. Веќе имате списанија кои што 90% се автоматски уредувани, за проценка на кредитен ризик во некоја банка, за управување со критична инфраструктура, например, електропостројки, железница, било што може да замислите, но и за моделирање на јавното мислење. Се претпоставува дека над 60% од корисниците на Twitter се ботови, водени од вештачка интелигенција. Слично е и со Facebook, со сите социјални мрежи. Денеска луѓето живеат на социјалните мрежи. Ние постарите можда помалку, ама помладите секако да. Значи, се тоа лепеза на користење на вештачката интелигенција потполно ја вградува во секоја пора на нашиот живот. Во оваква средина, формалните демократски институции, парламенти, избори, судство, постепено стануваат зависни од технички системи што не ги контролираат, ниту па ги разбираат како функционираат. Моќта тогаш се сели од избраните тела на инфраструктурата, што ја дизајнира мал број држави и технолошки компании. Значи, вие имате неколку компании денес кои што се водечки во вештачка интелигенција, ги знаеме, ChatGPT, Anthropic и така натаму, меѓу кои се и кинезите, кинески компании и така натаму, меѓутоа тоа се ограничен број. Цела таа структура сега практично влијае на одлучувањето на практично секоја држава. Не знам Македонија точно до каде е, ама кај да е, ќе стане. Во Албанија имаме министерство за тоа. Значи, реалната контрола се одвива во сервер сали, во дејта центри, во истражувачки лаборатории. Алгоритмите што денес водат беспилотни летала се базираат на истата математичка логика како алгоритмите кои што утре ќе одлучуваат кои текстови ќе ги видите во списанијата, во онлајн. Тоа сакав да влеземе тука, значи, особено да посетиме внимание на тоа, имајќи предвид дека како организација ние спроведуваме мониторинг на изборите. Тоа што ние го забележавме во изборниот процес кој е зад нас е дека сериозно беше инвестирано токму во технологии кои прават алгоритмски манипулации или манипулации на алгоритмите. И ако може пар детали со тоа. Порано... Значи, алгоритмите одлучуваат, вештачката интелигенција одлучува што вие сакате да видите за да ја предизвика точната емотивна реакција кај вас за потоа да ве насочи кон гласачкото место и да гласате за одредена опција. Тоа, ако може малку повеќе тука, неколку реда. Видите, алгоритми постоеле и пред вештачката интелигенција. Јас сум сведок и јас сум учествувал во такви анализи на која партија ќе победи ако се случи ова или она А или Б или Ц, или како ќе реагираат одредени граѓани. Вештачката интелигенција тоа го донесува на ново ниво. Значи, во состојба е да спроведе милиарди анализи во минута и тоа што нормален аналитичар, колку и да е умен и искусен, не може да го направи. И второ, таа моќ се дава на било кој. Значи, порано, ако беше во рацете на добри аналитичари, сега вештачката интелигенција е добар аналитичар. Иако во суштина и ние стануваме зависни од тоа. Ние можеме да ги моделираме тие работи. Порано се правеа овакви или онакви манипулации, како и во цел свет, и во Македонија, и во сите. Нормално, политиката е манипулаторска операција. Манипулира со јавното мислење. И сега, ако тука влезете, ставите 10.000 ботови кои што постираат не знам какви мислења дека овој или оној политичар или партија или потек е добар или лош,
веќе е јасно. Но битно е дека сето тоа е уствари од еден извор. Значи, истите оние што беспилотни летала водат, што ми помагаат во програмирањето, го моделираат и јавното мислење. Затоа и мојата наслов на дискусијава што си ја дадов е војната и јавниот дискурс почнуваат да користат ист оперативен систем. Нов Windows, ако сакате. Вештачката интелигенција не води грижа дали управува со јавно мнение или со мојот програм или со беспилотно летало што треба да бомбардира не знам колку каде. Нели? На бојното поле системот одлучува кој објект е цел на напад. Така, вештачката интелигенција. Во општеството системот може да одлучи кое мислење е опасно, да влеземе малку у цивилни односи, у граѓански односи. Кое мислење е опасно, која група е под сомнение и кој граѓанин треба да биде цел на поинтензивен надзор. Вештачката интелигенција. Кога еднаш ќе се усогласи воената и политичката рационалност, начин на размислување, во истите технички модели, вештачката интелигенција се базира на модели, таргетите полека престануваат да бидат војници и почнуваат да бидат луѓе со погрешни ставови. Погрешните ставови не мора да се општествено калкулирани од диктатори и автократи. Туку може да се калкулирани според ризикот од самата вештачка интелигенција. Значи, таа калкулација се одзема од рацете дури и на авторитарните режими. Едноставно, вештачката интелигенција станува арбитар, главен арбитар. Во класичните демократии постоела барем формална граница, нели? Меѓу инструментите за надворешна одбрана, внатрешна контрола, знаеме, војска, полиција и така натаму. Со современите системи за следење, препознавање лица, масовен надзор и предиктивна анализа, оваа граница се топи. Вчера излезе ново видео и објаснување на една господја кинеска дисидентка, која учествувала во развојот на надзорниот систем, новиот надзорен систем на Шангај, во Кина, каде што практично со помош на вештачка интелигенција може пасивно да се следи секој граѓанин каде е, што прави и дури да се предвиди каде ќе оди. Што значи пасивно? Не мора да носи предавател на себе. Едноставно, вештачката интелигенција со помор на камери, на предвидување каде може да биде и така натаму, точно може да го следи секој граѓанин на Шангај од 10 милиони жители. Страшна една... 10 милиони жители во секое време. Колку е Шангај, предпоставам многу милиони. Во секое време може да биде... 14 милиони е Истанбул, да. Ама добро, видете, тоа и следењето, следењето и воопшто не е некој голем предизвик во ерата на ваков технолошки развој. Анализата е во прашање. Аналитиката која стои зад... Не само тоа. Кој одлучува кој треба да биде следен? Именно тоа. Не одлучуваат веќе властите, одлучува вештачката интелигенција според дадените параметри. Тоа е тоа. Затоа што е таа апсолутно следење е следење, тоа сакав да кажам. Да. Следење можете да ставите што е можно повеќе камери на сите страни, сензори и така натаму, меѓутоа аналитиката и одлуката за тоа што треба да се направи со тој податок, односно со субјектот, односно објектот на надзорот, тоа е веќе... Ќе стигнеме до тоа, кој одлучува, за тоа битно е. Меѓутоа, алгоритмот кој ги филтрира заканите на границата, да речеме, закани напад и така натаму, овие што се блиску до Украина и Русија, например. Така. Може од утре да ги филтрира и непожелните станови на социјалните мрежи. Истиот алгоритам. Едното е непожелно и другото е непожелно. Така. Да ги мапира неформалните групи. Не мора да има формални групи. Партии или издруженија. Едноставно збир на мислења слични. Да профилира активности и да го насочува полициското внимание. Со предиктивна анализа, тоа се вика, значи која предвидува како може одредено размислување или активност на одредени групи да се насочи. Или пренасочи. Да, ова во Шангај секако не е за продавачот на овошје на улицата, меѓутоа
сигурно е насочено кон сеќа не апсолутистичка држава, кон следење на дисиденти и така натаму. Мислам, незадоволство од било што, го отпуштиле од работа. Не мора да биде политичко незадоволство, директно да речем. Но, и ова е веќе реалност, ова е нешто што се случува. Кога една иста технологија и служи на војска, а иста е, и служи на војската, тајните служби, полицијата и администрацијата, граѓанинот нема каде се повлече во простор кој е навистина цивилен, граѓански. Ајде да очекуваш од војската и од полицијата, разузнавачките служби и така натаму да користат. Меѓутоа е истата машина, во истиот дејта центар, со истото размислување, во наводници, управува и со администрацијата. Прашање на време е кога ќе дојде тоа и кај нас, како што доаѓа веќе во многу држави. Во почеток на пониско ниво, ќе зборуваме за тоа, а подоцна и на повисоко ниво. Секако. Значи, демократската контрола над безбедносниот апарат, која што е сега вградена, станува илузорна ако клучните одлуки ги носи техничка структура, што никој логички не може целосно да ја надгледува. И тука е клучот. Класичниот софтвер, јас сум програмер многу години, е збир на правила што човек ги напишал. Правила како нешто да работи. И кои, барем во принцип, човекот може да ги прочита и да ги ревидира. Јас ова го правам цел мој работен век. Пишам софтвер, го надзирам, ова не пресметува точно, дај да го поправиме и така натаму. Модерната вештачка интелигенција е нешто друго. Нејзините модели не се програмираат, се одгледуваат, се само растечки и само одлучувачки. Тоа се случува преку масивно учење. Да објасниме. Тоа значи дека вештачката интелигенција одлучува во некоја фаза да развие нов софтвер, самиот модел развива нов софтвер кој може, значи самиот го пишува, не човек, не го пишува човек. Тоа може самиот модел да го направи и да го стави во функција. Да го стави во функција. Таа работи врз ова. Со или без знаење на човекот? Без знаење на човекот, затоа што вештачката интелигенција учи самата од себе. Од влезни податоци, стотици милиарди, трилиони влезни податоци, од книги, преку разговори на Твитер, телефонски разговори, било што може да биде влезен инпут, и со помош на статистички модели одлучува. Вештачката интелигенција не добива инструкции за секој чекор, како што добива класичниот софтвер. Туку добива само наредба или упатство што треба да биде крајот, безбедна граница. Да. А таа самата ќе дојде. Дури ни инженерите што тој начин на одлучување дури не е ни транспарентен, затоа што вештачката интелигенција не размислува на човечки начин со зборови, со концепти, така како што ние размислуваме. Треба да направам јадење, значи треба да одам да купам месо и да купам компири и да го сварам. Не. Они размислуваат на еден не вербален, не класичен начин, не човечки начин. И тој начин на размислување и прашање дали уопште се вика размислување. Го спомнавме ова безбедни граници како последна инструкција што ја добива вештачката интелигенција, и тука би сакал да го прекинеме овој разговор со тебе за да можеме да преидеме на доменот на одбраната, односно војната. Полковник Василевски беше долги години во армијата со извонредно искуство и во безбедносните и во разузнавачките домени во Министерството за одбрана, и ова растежот на вештачка интелигенција дојде во период кога нашиот соговорник тука, нашиот гостин, се спремаше за пензија, меѓутоа остана активен во следење на овие трендови и на
и на тоа што значи вештачката интелигенција во сите овие контексти. Би сакал да преидеме на полковник Василевски и да го прашаме прво за кратки коментари на ова што го слушна од Ордановски. Се разбира да ни ја приближи нам на цивилите оваа материја од аспект на одбрана. Особено беше важен, барем според мене, моментот кога Ванчо рече едноставно избришана е границата меѓу тоа што е за воена употреба, а што е за одлучување што да ја купите на мајкави за 8 март. Значи, каде се наоѓаме сега во поглед на одбраната, безбедноста и воопшто употребата на вештачката интелигенција во воени цели и што можеме да очекуваме? Добро, прво благодарам на најавата и ќе мора да кажам дека јас сум полковник во пензија. Добро. Тоа е битно за да не разбере по широкиот аудиториум дека сум се уште активен армиски офицер. Се сложувам со многу од констатациите што ги искаже Ванчо. Не знам, Ванчо, дали има служено армија, односно војска? Имам како. Во поранешна јена или? Бившата. Во поранешната, добро. Меѓутоа имам и доста спротивно мислење на она што тој го искаже, особено во сферата на одбраната и модерното војување. Имено, Ванчо почна со еден пластичен приказ на тоа што значи вештачката интелигенција и кога незините зачетоци, да речеме, прв пат биле презентирани на јавноста со филмот Одисеја 2001. Да. Јас би почнал со еден друг филм, не за да ги компарираме, би почнал со Терминатор 1984 година. Првиот и вториот дел отпосле, каде што во суштина таа вештачка интелигенција беше еден хуманизиран или роботоид, кој што нели имаше за задача во првиот дел да го убие човекот, кој што подоцна ќе биде командант во справувањето со таа вештачка интелигенција, односно со роботите. За во вториот дел нели истиот тој кој што толкуваше тој лик, нели Арнолд Шварценегер, истиот тој роботоид, односно робот со хуман лик, да биде на страната на човештвото, односно да го заштити едниот командант. Ја имаше на позната реплика, простете за шпанскиот сега, hasta la vista baby, ќе се видиме во некоја друга воиднина, во некој друго време. И тоа време почнавме да го живееме. Јас искрено 90-ти, односно 84 година не мислев дека ќе дојдеме толку близко до речиси да го живееме тој момент на филмот кој што го спомнав. Зошто? Затоа што токму во тој филм идејата беше да се прикаже и војната која што ќе настане меѓу таа вештачка интелигенција, односно роботите, и она што ќе остане од човештвото, кој што Ванчо исто така го спомна, дека ние едноставно ќе бидеме избришани како вишок. И во тој дел морам да речам дека се сложувам, бидејќи не можеме да ја предвидиме еднината. Меѓутоа, моје лично видување е дека вештачката интелигенција, самиот збор како што кажува, нели е вештачка и креирана од човекот. Убеден сум дека и години после ова, без оглед на тоа како ќе се развива, бидејќи не можеме да предвидиме од сегашна дистанца докаде ќе оди овој тренд на масовно користење на вештачка интелигенција безмалку во секоја сфера. Јас сепак ќе се задржам на оваа војната, која што ми е поблизок фах, и секако на разузнавањето. Но она што сум убеден дека сепак ќе превагне во таа некоја еднина е тоа што креаторот на таа вештачка интелигенција, човекот ќе умее да стави одреден лимит, одредена бариера, без оглед, внимателно слушав изложувањето на Ванчо, дека тие бариери ќе се избришат во еден момент. Но нема да цитирам односно мислители од пред нашата ера, но морам да спомнам Сун Цу Ву, кој што конкретно за разузнавањето, бидејќи сакам да појаснам дека военото поле не е само поле каде што излегуваат две војски и се борат и кој е последен тој ќе победи.
уште од времето на Александар Македонски, да спомнам Суцову, кој што рекол дека мораш да го познаваш непријателот, мораш да се познаваш и себе си, но мораш да го познаваш и борбеното поле и приликите, за да бидеш колку толку уверен во својата победа, односно да можеш да сметаш на тоа дека ќе бидеш победникот. Ако вештачката интелигенција имаме пример во денешните неколку војни на Блискиот Исток, Израел, каде што безмалку сведочиме на една дистопија. Израелците, без оглед на тоа кој што мисли за нив и како разузнавачки апарати, како армиски апарати, имаат навистина отидено чекор понапред од некои други армии кои што важат за светска сила. Уште Александар Македонски ги користел информациите, односно разузнавачките информации. Значи, постои една дисциплина која што се вика разузнавачка подготовка на бројното поле. Значи, мора да се соберат информации за силата и бројноста на непријателот, за теренот, каков е теренот, за временските услови, како ќе влијаат на тој терен, за техниката, оружјето кое што се располага и така натаму, па дури и за, да речем, логистичките можности кои што ги има едната или другата страна, бидејќи сето тоа збирно влијае на исходот, крајниот исход од војната. На крајот на краиштата гледаме и што се случува денеска во Украина, каде што страната која што изврши инвазија де факто врз Украина се сметаше дека за 3 дена нели ќе заврши таа операција. Еве веќе навлегуваме, односно сме многу близко на февруари 24 ќе биде 4-та година од отпочнувањето на таа крвава војна. Мора да бидеме искрени за двете страни, бидејќи на двете страни страдаат луѓе. Но да се вратам на разузнавачката подготовка на бројното поле. Тука до сега на одлучувачите, политички или воени команданти, им се дава 3 различни сценарија во англиската или односно американската терминологија. Тоа е најверојатен курс, most likely course of action, односно најверојатен исход кој што ќе се случува на борбеното поле, најопасен можен исход кој што ќе се случува и најреален можен исход. И сега на командантите и на политичките, односно авторитетите кои што во нашиот случај, да речеме, каде што председателот е врховен командант во услови на војна согласно уставот, ќе мора да донесат една конечна одлука по тоа прашање. Спомнувам Александар Македонски затоа што и без вештачка интелигенција, без слевање на сите тие податоци во еден многу, како би рекол, многу мислечки софтвер, оно што го спомна Ванчо, кој што располага со трилиони податоци, и ќе се навратам малку подосна и на тоа. И без тие податоци Александар Македонски, зборувам за одредени борби, да речеме како битката низ кога се бореле против Персија, кои што биле без малку 10 пати побројни од нив, одел на човечкиот фактор. И затоа го спомнам дека човечкиот фактор сепак ќе биде пресуден, особено кога станува збор на војните. Не само дронови, ние денеска имаме Соединетите американски држави веќе го имаат и испробано тој прототип каде што имаме танк, нели, кој што може да гаѓа одредена цел без директно да ја гледа, што досега не беше случај со помош на сателити и така натаму и така. Мораше да има директна конекција. Сега веќе тоа не е случај. Го спомнав Израел. Зборуваме за најновите балистички ракети, тие што имаат и најновите балистички ракети, да, она што се во моментов што се испукува, да речеме, од воздух, од наведувани ракети, од море исто, нели, сега ќе може и еден обичен, еве да го наречеме тенк, ако е веќе тоа обично орудие, кој што носи со себе паметно оружје, ќе може да гаѓа цели кои што визуелно не ги гледа, апсолутно. И предпоставам дека многу близко се и артилеријата истото тоа да го направи. Но, оно што сакам да кажем е дека во Украина де факто имавме почеток на вклучување на вештачката интелигенција во војната. Меѓутоа машината, односно луѓето кои што сметаат дека машината ќе ги скрати времето на донесување одлуки и опречните мислења помеѓу команданти, цивили, политичари и така натаму, да речеме жаргонски натегања, кој курс, која акција би било подобро да се изврши, вештачка интелигенција тоа го носеше многу лесно. Со
нели, сите тие податоци кои беа уфрлувани во НЗ со можностите кои што Ванчо веќе ги спомна, изумувајќи еден многу битен фактор, а тоа се човечките емоции. Можеш да имаш најдобро решение кое што ќе го даде вештачката интелигенција, да ги имаш сите податоци од сателитски прибрани, искористени, не знам, дронови и така натаму, доколку немаш обучени војници кои што ќе појдат да ја заземат таа територија, кои што ќе појдат да се борат и да го користат тоа оружје, таа вештачка интелигенција не може самата да ја постигне победата. Значи, клучен, барем сега и во одредена догледна иднина ќе остане човечкиот фактор, особено кога за армијата и за војните станува збор. Мислам дека нема да сгрешам ако кажам дека поранешниот началник на генерал-штабот на вооружените сили на Украина, генерал Залужни, кој што е сега амбасадор во Велика Британија, се спротистави на тоа ладно, нечувствително донесување на одлуки за тоа како треба да се действува, и тоа беше причина што сега е дипломата, не е повеќе командант. Но ова со вештачката интелигенција можеби кај нас ќе придонесе конечно да ја заборавиме Удба, да ги заборавиме Удба и Јозна, кои што се рецидив од едно навистина дамнешно време од сегашен аспект гледано. Сложувајќи се со Ванчо дека ќе треба тоа навистина да биде мудро пред се искористено од страна на политичките авторитети. Зошто? Затоа што кај нас има митологизирање конкретно на разузнавачката безбедносната заедница, дека се тие безмалку семојчни и без вештачка интелигенција се присутни, секаде присутни, се гледаат, се може така натаму и така натаму. Што навистина не е така. Да можеме да влеземе малку повеќе во дефинирање на тоа што всушност безбедноста и одбраната представуваат и предпоставуваат. Тоа не се само армија и оружје. Апсолутно. Да отвориме тој дел. Тоа се институции, тоа се компоненти од еден поширок безбедносен апарат или организам, ако сакате, институционален организам пред се, ако сакате така да го наречеме, кои што се мора да бидат координирани за да се дојде до најдоброто во мирновременни услови политичко решение или пак во воени услови воено решение. Јас сметам дека со почетоците на едно скромно користење на вештачката интелигенција кај нас во нашата држава, во Македонија, конкретно мислам на Safe City, луѓето веќе почнуваат да жалат за класичните сообраќајни патроли, каде што ако те фати, ако не, сега веќе сите те гледаат и резултатите од една таква употреба на, условно кажано, делумно искористена вештачка интелигенција се гледаат затоа што приметно е забавувањето на сообраќајот во Скопје, но од друга страна, возејќи се последниве, да речем, 10 дена, патен жена ми веќе доби опомена на мојата возила, на мојот телефон. Посигурно, се чувствуваш посигурно. Знаеш дека нема некој да ти дојде со, не знам, 80-тина во тесна уличка од спротивна страна да те претекне и така натаму. Од таа гледна точка, повторно тука ќе се согласам со Ванчо дека и тоа користење на таа вештачка интелигенција во разузнавачки безбедносна сфера мора да биде стрикно контролирана, затоа што во спротивно злоупотребата ќе биде енормна и последиците не можам јас во моментот да ги согледам, да се правам паметен. Зошто? Го кажувам ово од лично искуство, кога како раководител на воената служба на безбедност и разузнавање бев жртва на медиумска фабрикувана вест. Имено дека имам брат роден кој што е полковник и командант на српските специјални сили, односно командант на специјалните сили на српската армија. Што беше апсолутна лага. Подосна, под закана на тужба, тој медиум се демантираше, станува збор за лидер, ако добро се сеќавам. Ја демантираше веста во законскиот рок од 48 сати, но мора да кажем дека јас сум, да речем, човек или дете од првиот брак на татко. Татко имаше сериозни проблеми со помајка ми во тој момент, која што помисли дека навистина татко ми има уште еден син за кој што не и кажал на помајка ми и има мала семејна
расправа, среќа, што, да речем, не одеа со некаква друга лажна вест, каде што ќе беше доведено во прашање моето семејство. Јас имам среќа да имам поддршка од моето семејство и од мојата сопруга ПЦ. Зошто го кажувам овој личен пример? Замислете сега затоа што ние со телефоните можеме да исценираме сега дека Џабир е облечен, да речеме, во бело наместо во црна облека, Апсолутно, да се генерираат одредени постапки и доколку немаш, да речем, добра политичка па и семејна поддршка, одреден кандидат на изборите, што ги спомна Ванчо, може да биде многу лесно компрометиран, токму со генерирани фотографии, видеа и така натаму, кои што немаат блага врска со реалност. Токму затоа е многу битно демократската контрола која што Ванчо начна дека можеби се губи полека од видокругот на овој безбедносно одбранбен апаратус, треба да биде изнеден механизам, да биде засилена, затоа што ако се избегне од контрола, можеме да имаме репетиција на она што гледавме до 2017 година со масовни прислушкувања и така натаму во многу пострашна мерка. И да не должам многу да му ставиме време и на Никола. Јас сепак, ако ми дозволите, би сакал само едно дополнително прашање кратко. Како вештачката интелигенција во овој период, релативно краток, откако има експанзија на вештачката интелигенција, влијае на спроведување на хибридните операции, хибридните воени операции на тлото на Западен Балкан, се разбира со најголем интерес на нашата земја. Видете, се уште не е комплетно според мене дефинирана ни вештачка интелигенција, затоа што вештачката интелигенција, мое лично убедување, дека не спорам со никого, е сепак креирана од човекот. Така, тоа е Имено. Има и одредена хумана димензија, а хибридните закани се еден поширок спектар каде што навлегува и дел од, да речеме, твојата конкретно професија, Џабир, новинарството, односно пласирање невистини, ова што пред малку го спомнав, преку јавните медиуми до, да речеме, вршење на саботажи на одредени одбранбено или општествено битни инфраструктури, како што се, не знам, патишта, електродистрибутивна мрежа, не знам, железници, аеродроми и така натаму, да не ги набројувам сите. Значи, тоа е еден комплекс од помали дејства или она што го следиме сега веќе беше тоа уште 2022, ако не се лажам, пресекувањето на Северен ток во Балтичкото море. Значи, тоа е една серија на операции кои што, барем до моментов, се уште ги вршат луѓе. Вештачката интелигенција може само да ти даде информација, да може би испланира или осмисли како е најбезбедно и најдобро тоа да се изврши, меѓутоа тоа мора да биде направено од луѓе. Не би должел навистина понатаму, затоа што Израел ни дава пак една сосема друга на терен реалност, што се и колку убиствена може да биде вештачката интелигенција која го помага луѓето, затоа што луѓето пред се тие ги прават плановите. Прво се случува овде, па потоа превзема вештачката интелигенција. Но тоа да го ставиме за некоја друга дискусија предлагам. Ова е и добро, и позитивно, и оптимистично, меѓутоа може да води кон помрачни сценарија. Се разбира, повторно, јас се согласувам тука со Василевски, дека зависи од нас. Дали ќе решиме како човечки род, како луѓе, како цивилизација, да ја употребиме вештачката интелигенција, да ја подобриме животот на луѓето, да бидеме побезбедни, посрекни, подобро снабдени, пологично да ги употребуваме ресурсите за да ја зачуваме планетата, или пак да одиме целосно во обратната насока, односно кон уништување на цивилизацијата со помош на вештачката интелигенција, која во еден момент секако дека може да каже да не Дејв, не можам да го сторам тоа, и да не турне во заборавот на историјата. Имаме извонредна прилика сега, всушност влеговме во, поточно отворивме со техничко-технолошки објаснувања, ставови, информации и визии, за потоа да преидеме во доменот на одбраната и безбедноста. Сега ќе слетаме на платото каде што се интелектуалците, цивилите,
медиумите, издавачите. И Никола Гелевски тука може да ни помогне да видиме како Никола ги доживува овие две големи струи кои течат, техничко-технолошкиот, индустрискиот, развојниот дел кој може да отиде во една или во друга насока, плюс или минус, и ова што го слушнавме за одбранбено-безбедносните аспекти на употребата на вештачката интелигенција, но воопшто и употребата на технологијата како таква во безбедносно одбранбените системи, односно во војната или мирот. Повели Никола, ти благодарам што си со нас и благодарам за трпението за по овие малку подолги излагања. Фала Џобир, фала за поканата. Да се согласувам со Ванчо, па и Горан делумно на таа линија, дека темата е фасцинантна. Всушност не знам кој не е истовремено и фасциниран и исплашен, бидејќи на некој начин ја одредува еднината темава, и тоа не само, да речам, глобална, колективна, туку и многу конкретна, непосредна, лична, физичка иднина, и тоа е толку близко, губење работа и сето тоа, така што темава е стварно кај да ја фатиш она погаѓа луѓе. Мене се разбира, фасцинантна ми е од културен аспект, заправо темата е пар екселанс културна. Луѓе што знаат добро, на пример, античка митологија или воопшто историја на книжевност или филм, беа спомнати филмови, се тоа им е многу добро познато. Кога зборуваме за филм, Горан го спомна Total Recall, Ванчо на некој начин го спомна Minority Report со предиктивните анализи, исто така е славен филм кој ги најавува сите овие работи. А тоа што рече Горан, израелскиве служби, па и американскива полиција исто ги користат тие анализи. Она антиципација, кај може да се случи, и најчесто е тоа контра црнците, контра палестинците, така што е језиво. Мислам, таа тоталитарна, да речам, тоталитарното користење на предиктивниве модели, да речам, исклучува во безбедносниот апарат е онака не да е застрашувачки, никогаш во историјата не било толку опасно. А од друга страна, повторувам, значи самата технологија не е толку проблем. Повеќе е проблем, како кажам, технологијата ги менува општествата, сакала и не сакала е длабоко. Но самите општества, значи архитектурата, како да кажам, на заедниците, често не ја следат таа брзина. Прашање е дури дали демократскиот модел, значи таа нели славна трипартитна поделба, судска, извршна, законодавна власт, која долго време чуваше некаква демократија, 100 години, да речеме. Мада во доста извитоперени форми. Например, дури тоа основно гласачко право било на 1000 начини лимитирано од кога постои демократија. Значи, до пред само 100 години, читав нека историја на Австро-Унгарија, малтене 5-10%, дури таму 20 години пред распадот на Австро-Унгарија, имале право да гласат. Значи, мораш да си бел маж, мораш да си богат, мораш да си, значи 5%, така што и таа парламентарна демократија на некој начин од таму тргнува, као некаква елита е уствари таа што ги пополнува ова судска, извршна и законодавна, а другиве како ќе се снајдат. Клучното прашање, ова е малку драматично ќе го формулирам, дури во непосредната иднина, али да речеме во таа иднина до 2500, можда 2100 е, дали овие 1% кои имаат се на планетава, од технологија до политичка власт во моментов, ќе решат дека што ќе прават со овие 99%? Тоа е. Тоа е заправо клучното прашање на планетава. Дали овој политички систем, демократија, гласање, вакво кој што е, мада и Кина ни е многу интересен пример, го нема тој политички систем, мада во голема мера е тој. Да речеме, 2/3 е тој. И таму имаш парламент, таму имаш влада, имаш војно-безбедносен апарат, војска, медиуми, не е толку различно, ама во некои битни финеси е различно. Значи, тоа е прашањето. Значи, таа архитектура на нашите заедници, како ќе ја градиме? И дали воопшто ќе имаме можност да градиме она како кажам, бидејќи баш со на антиципативноста на војно-безбедносниве апарати со целата таа технологија, не само што може да анулира било каква неформална група, тоа него и поединец дури на ниво на мислење.
така што тоа е баш онака застрашувачки. Инаку неколку само исто за да ја направам побогата, пошарена ова културолошка слика на проблемов. Мене ми текна баш спремајќи се за разговоров. Инаку Одисеја снимена 68-ма, тоест тогаш излезе филмот на Кјубрик. Млади некој да не помисли кога не гледа дека е 2001, тоа е наслов на филмот. Филмот е 68-ма, така што многу рано уствари антиципира некои важни работи, многу и пред Minority Report и пред Total Recall, така баш важни филмови. Има од 63-та еден интересен филм. Мене интересен, баш сега гледав некои собале во она, како кажам, инсерти од него. Он е од тогаш бил исто многу популарен ради специјалните ефекти и сето тоа, мада сега кога гледаш, јасно ти е тоа колку било наивно. 63-та година Јасон и аргонаутите. И таму се појавува Талос. Тоа суштество, тоа е првиот као робот, вештачки војник, огромен. И денес многу бројни агенции, такви работи го имаат името на Талос, агенции за безбедност и така натаму, истражувачки лаборатории и сето тоа. Кој што е, нели, попознат е Франкенштајн, мислам голем во еврејската овакво, да речам митологија, али Талос е стварно фасцинантен и воопшто грчкиве, античкиве, да речам филозофи, писатели, прилично се блиски. Митологијата старогрчка е прилично блиска до ова што ни се случува. Талос, например, фрлал, бидејќи бил огромен, знаел да запуши цели канали за транспорт со големи карпи. Фрлал и нормално цели бродови уништувал имал една стража рел, мислам робот војник, мислам и стражар и сето тоа. Тоа е исто интересно, имал вена, они толку знаеле медицина, мислам, знаеле доста, ама некои работи им биле наивни. Имал една вена низ целото тело и тука имал еден чеп, кај што на крај го убиваат, Медеја нешто го магепсала, има разни овакво, му го вадат тој чепот, тоа филмов го прикажува овој 63-та на многу смешен, спектакуларен начин, доле некои луѓе се трудат да му го извадат чепот и одеднаш пламнува тоа нешто, некоја течност као пламена и така, и овој се струпали огромно чудовиште, али знаете, тука се Дедал исто, он исто правил такви ствари. И исто е поврзан со, и денес е он идол на многумина што се да речам, во тајниве служби, во сето тоа. Тоа исто се изненадив, тоа не знаев, тоа и беше ново. Дедал имал Хефест, уствари го направил овој Талосот. Хефест најмногу се бавел со тоа, со тој тип на... Знаете дека дури во театрите, тоа исто не беше познато или сум го заборавил. Користеле ова денес што се специјални ефекти, роботика, лажно движење, автоматски врати и се до тоа. Замислете, мислам, пред неколку века пред наша ера. Тоа зборам дека не е толку. Технологијата секогаш на некој начин била фасцинантна и луѓето се плашиле од неа. Јас се уште не гледам дека е многу, како кажам, многу заканувачка за... Баш напротив, ја ги гледам добрите страни на вештачка интелигенција, бидејќи стварно многу време штеди. Тоа што требало тимови луѓе дури со компјутери да пресметуваат со недели, со месеци, дури релативно едноставни ствари кои што вика Горан, проценка дал воопшто нешто можеш да одбраниш, дал нешто воопшто можеш да нападнеш, никош се зезнувале огромни, најдобрите како кажам, аналитичари, англичани, германци, логистика сјебала, толку многу мокни армии, лошо проценета логистика. Најславна е, нели, приказната со германската хаварија во Советскиот сојуз. Многу фактори не земале предвид. Клима, сето тоа, мотивација и така натаму, напротивникот со обстојата. Сега кажам, сето тоа неверојатно ти олеснува така што ти, мислам, анализите, и ти останува се бави со зашто човекот веројатно е направен морални одлуки, стратегии, Горан рече емоции, сето тоа. Мислам, тоа го нема, машинава се уште го нема. Сега јазичниве модели, тоа Ванчо знае подобро од мене, идат, тоа баш читав некои анализи до 2030, значи тоа се случува сега. Во моментов одат и во таа насока когнитивно, јазичните модели се предварат во когнитивни модели, на некој начин
Она ги учи да размислува, да антиципира и се тоа. Така што и тоа ќе се случи, ама пак не гледам тоа човечката како кажам контрола дека може да биде извлечена од како кажам од столчето, ама велам таа опасност дека војно економскиот апарат кој понекогаш, знаете, си велам, ама ова се на конспиративни теории, мада не е ни битно на крајот на криштата. Дали вакви типови ко Трамп, например, Маск, сето тоа ги има, да ги ринеш со лопати, неверојатно мокни се ко 3/4 од планетата, 10 американски богаташи. Значи, дали се они само уствари кловдови на таа огромната машинерија, знаеш, која ги има сите тие милиарди за истражување на сето тоа, или обратно, знаеш, кловновиве ја водат, мислам, заправо и не е битно, ова е риторичко прашање. За судбината на човештвото може да и не е битно, ама е застрашувачки. Иако војниот апарат, значи генерали, сето тоа, али сега се ептери споврзани, особено во мокниве земји. Дали они го водат исклучиво од, како кажам, каритативни лични побуди на крајот на криштата, или државни, ама во нивна смисла на зборот што е нели национална безбедност. Американците тоа го променија драматично од 2001 и тогаш уствари настана ова дивење на војно-безбедносниот апарат на секаде, особено на запад. Така што они рекоа национална безбедност е тоа што ние ќе речеме, тоа значи дека дрон може да убие цела свадба 200 луѓе, 300 луѓе, Израел прави што сака сето тоа. Така што дали тие луѓе ги носат одлуките под таа сумњива или супер сумњива денес национална безбедност или обратно богаташиве, исклучиво од каритативни овакво побуди, а бога ми за тоа што они ја гледаат планетата можеби така, ко нивен двор, така, ко нивно овако. Им треба за што и да е, за супер човек. И овие другиве не им треба. Дал им требаат милиарда луѓе, дал им треба ова, дал им треба она. Така што, тука го вракам ова ти што ме прашаш, Џабир, тука се битни нашите борби, тука е битна демократијата, тоест некој модел што може да го заштити човештвото, како кажа, малку пообемно, попредвидливо, ама и кој ќе обезбеди нови системи, нови заедници. Тука треба да бидеме имагинативни. Ама и во тука може многу да ни помогне вештачката интелигенција во креирањето на, како кажам, нови светови, кај што баш овие клучни хуманистички особини ќе бидат заштитени онака баш ко што треба, ко светињи. Од тука и религијата има логика некоја. Мислам, јас сум атеист, ама цел живот и баш читајки се до тоа гледам дека е она многу важна. Баш ради тоа што тоа ирационално на некој начин као треба да го штити тој некој субстрат, не само хуманистички, туку воопшто животот на оваа планета и не само на оваа планета. Инаку, да, во таа ситуација можат машините да збуделат, да се повампират, без нели ова што збориме, свест, емоции, вера, и да стане опасно, ама пак тоа ќе биде грешка на човекот, а не дивеаните машини. А ти благодарам за тоа и ти на некој начин ми го даде второто прашање или втората насока за тоа како да ја продолжиме оваа дискусија, а на тој начин и да завршиме. Инаку, искрено, многу ми е драго што јас како автор, односно коавтор на книгата Човекот, роботот и дигиталниот бог, промотор ни беше и Ордановски, еден од двајцата во минатата година кога ја промовиравме и кога ја пишувавме. Токму сите тројца всушност кажавте делови кои се приближуваат кон она за кој јас и Нешовски размислувавме, па и пишувавме во таа книга во издание на Фронтлайн. Важно е, Џабир, исто да се каже, знаеш, дека Европа е на вистински пат, трудејќи се да ја регулира областа. Знаеш, Кина и Америка, кои се водечки, нели? А регулацијата на тоа во моментов е можда најважната работа. Тоа влегува токму во втората тема, па може и дури да почнеме и од во обратната насока, па да го продолжиме малку разговорот со тебе. Никола, значи, пред нас е таа иднина и таа иднината е всушност сега, се случува со галопирачка, да употребам, нели, еден заостанат збор од минатото, кој ги подразбира коњите, со огромна брзина се развива тоа и ние имаме една ситуација во која
ако за пред 10 години, па дури и пред 5-6 години, ние во граѓанското општество, во медиумите, во политичките партии, во безбедноста, исто така и во сите други, па и во економијата и бизнисот, зборувавме за промовирање. Зборувавме за промовирање на демократија, на полиберални системи за производство, тргови, полиберални политики кои се однесуваа на културата, на уметноста, на образованието. Одбранбениот систем беше промовиран како систем кој ја брани, ја чува, ја унапредува демократијата, човековите права и така натаму, нели како каде, меѓутоа еве оваа западна хемисфера повеќе. За ние во денешно време, веќе со години, да се најдеме во ситуација во која не можеме веќе да зборуваме за промоција на човековите права. Не можеме да зборуваме за промоција на демократијата и демократските вредности. Што и да подразбираат тие. Ние сега зборуваме за одбрана на демократијата, одбрана на човековите права и тоа во една многу сериозна дефанзива, да не кажам трк наназад, се наоѓа поголем дел од светот. Никола, дали ти од позициите на уредник, интелектуалец, издавач, имаш што да им кажеш на веќе можеш и да се насети тоа што имаш да им го кажеш тоа на олигарсите, на техно-олигарсите, на одбранбено безбедносните конгломерати, гиганти и на политичките елити кои впрочем се оној одлучувачки фактор кој ги поврзува сите елементи во општеството и во државите. Што можеш да им кажеш? Како да ја одбраниме или пак дали можеш нам да ни кажеш како да ја одбраниме демократијата и човековите права? Како да ги одбраниме? Џабри, мене ми се чини дека наш поврзувањето... Вештачката интелигенција да ни помогне во тоа? Види, она е тука да помогне за било што, ти викам, се развива од тие насоки што стварно е, некој подрача се, она медицина, например, чудесно е колку може да помогне. Но, мислам, многу, нема област која не може да ја унапреди. Ама ова за политичкиот модел, нормално наш дека сите размислуваме. Мене ми се чини дека скандинавците, традиционално нашо, на некако веќе барем 100 години, ни покажуваат каде треба, како треба. Наш јако општество е оно општество кај што јак си овој што е нели што го води општеството е јак колку што е јак последниот во низата, последниот вагон, најслабиот. Отприлика така ја свакам Скандинавија, фала Богу дека и таму веќе не е тоа така и таму дрмаат. А и заправо и таму свака дека оаза и не може да се одржи. Тоа мало, како кажам, полуостров. Ама отприлика така, заедницата треба да се јакне. Што значи елитите конкретно? Ајде, може да е преидеалистички да збориме за заедница. Во Америка се доста сурови, они се колку 350 милиона, ама имаш печаток дека таму играта ја водат во најдобар случај неколку десетици или стотици илјади луѓе, дека другото не е битно, повеќе помалку и дури некако тоа им се дава на дознаење. Значи не само црнците ауто, него све што е сиромашно, а сиромашно е малтене 2/3 од Америка, што исто неверојатно. Значи, умреженост на елитите, ама баш ради знаење наш, не толку за да контролираат таа елита која е 1% или 10%, него баш за да носат правилни одлуки, наш, во име на своите деца, во име на целата планета, на сето тоа. А сегашниот модел води кон ароганција. Ја ради тоа зборам, воен апарат секогаш постоел, мислам, од првите заедници. И некогаш е стварно важен, спасува животи, мислам, ја спасува заедницот. Ама некогаш се отугува, станува зло, знаеш. И тоа си викам, он веќе не сака да слушне мислење на филозоф, некој војник доле, наш, на Европска унија има тоа го губи капацитет. планетата, наш Трамп, такви луѓе, наш. Таа бахатост и тоа, више не постои, знаеш, на хуманистичка визија и образованието цело комплет оди во таа насока
Знаеш, она као или исплативо или не е исплативо. Значи не е општеството веќе поврзано, знаеш, бахатите се многу јаки, никој не им треба, живеат со ѕидови, со електрични огради, со кучиња. Не му треба, како, не само мислење не му треба средба со било кој е сиромашен, тоа се некакви робови од знаеш, како оние СФ-ови што се од 19 век, кога више мање тој се случувало колониализмот и со тоа, велам, ништо не е ново под капата небеска, на некој начин тоа пак е сличи на некој колониализам, знаеш, Англија, деца работат 14 сата во јаглен и сето тоа. Може да одиме кон тоа, многу СФ-ови најавуваат. Така што тоа би можел да порачам, било која елита, дали е војно-безбедносна, дали е политичка. За жал, тука границите веќе исто не ти се баш јасни, као дали технолошка елита, културна, морална, религиска, треба повеќе да комуницираат, во моментов не и да се слушаат едни со други, во моментов тоа не случува, образовна. Да, има ли капацитет политички и обштествен Европска унија да изгради систем за регулација кој ќе може да ја пренасочи ова надојдена река на авторитаризам и на воени агресии? Чудна Европа, знаеш, тоа е чудната Европа. Веќе Како ја гледаш тие години со капитализмов, доста непредвидлива. Сите велевме дека после тие две светски војни Европа ќе биде она како кажам кула стражара на мирот, и дека она ќе води, бидејќи беше најака, да речеме 70 се до тоа под водство на Америка се разбира, која гарантираше безбедноста. Сега веќе тоа не изгледа така. Европа не е ни толку јака, а не е ни натешните процеси не се толку демократски. Пак јача тоа екстремно десни ствари кој во Америка и сегде, така што мене ми се чини дека Европа има доволно енергија, знаење, инфраструктура, логистика да биде тоа, баш преднодик да биде, особено во интелектуално политичка смисла, како се организира општество, како се гарантира демократија, сето тоа, основни човекови права. Ама ти викам, не сум, да речеме Европа комала Скандинавија, али не сум сигурен десницава јача, али ова е добро, во секој случај ова што реков дека Кина и Америка во таа нивна меѓусебна борба, мислам дека тотално не ги интересира регулација, човечки права, ова што збориме, препознавање лица, сето тоа ги заболе тоа. А Европа мислам дека многу внимава тоа и некој мора тоа да го прави. Во таа смисла Европа е добра. Ама дали ќе понуди политички решенија глобални, тоа не сум сигурен, бидејќи Европа сега гледа како се поставува. Добро, Европа на европско тло се води жестока војна веќе 4 години. Па тоа викам, ама Европа многу лоши потези направи на тоа. Еден дел од европското тло е под окупацијска чизма на Кремлин. Така што ние мораме да ги имаме предвид сите тие параметри, дека континент кој е во војна веќе 4 години, жестока, брутална војна, плюс делови од неа можеби се минорни во смисла на територија, но во политичко безбедносна смисла на зборот, тоа се важни парчиња земја и не само во Украина, туку и во Молдавија. Русија е страшна. Ние го имавме Милошевич и тоа е хорор. И ден денес нели сите се расправаме овде. Ние знаеме Југославија, имавме непосредно искуство. Така што на такви ликови кои што е Путин апсолутно треба да им се спротивставиме, сега да бидам она патетично кажам со сите сили, бидејќи што значи тоа со сите сили. Знаеш, бидејќи и победа во војна често пати не ти значи, како кажам, не значи долгорочна победа или долгорочна безбедност и тоа. Така што и тоа зборам, Европа дури стратешки не знам дали мисли доволно добро, барем во Брисел, инаку Европа е полна со паметни луѓе. Што значи, дури утре да русите кажат се предаваме, готови сме, Европа и Украина многу сте јаки, имаш нова конфигурација на планетава. И тоа зборам, оние на некој начин Европа и Америка ја бутаат Русија, која можда и не е толку мокна, мада не би рекол, според сите параметри, во прегратките на Кина. И Русија покажа овие 4 години дека може, и не им треба ни тој пазар европски, ни за енергија и со тоа. Може. И дали е тоа паметно? Не само за самата Русија, него за целава планета, за безбедноста. Тоа е таа архитектура на мирот. Тоа постоеше 40 години, Европа учествуваше активно во тоа. Ама тоа веќе беше готово 89-та и они ништо не смислија. Особено Европа, ништо ново. Европа денес се распага на сличен начин кој Југославија се распагаш. И тоа не е, не сум сигурен дали Европа ќе има сила. Ние немаме друга опција, фала Богу, другото ни ова тиранија мрак, Путин и такви српски некои лудаци.
Ама Не знам дали можам да се согласам со тоа дека Европа се распаѓа на сличен начин како Југославија, напротив, по инвазијата на Кремлин против Украина, Европа е во овие 4 години ги збива редовите, станува поединствена отколку што беше претходно. Ако ги погледнеме претходните трендови во Европска Унија, тоа впрочем, сите овие трендови што сега ескалираат, започнаат токму таа помалку обединета Европа, почнувајќи од надворешната политика, завршувајќи со безбедносната политика, но има елементи од тоа што ти го кажа за што се однесува на визијата за напред, за иднината. И тука, ако немаш дополнителен коментар, би сакал да преидам на Горан, затоа што имаме и едно вакво гледиште кое доаѓа од интелектуалец инволвиран во издаваштво, уметност, култура. Ајде ја вратиме топката назад низ призмата на тоа дали и како одбранбените и безбедносните системи можат да ја заштитат демократијата или можат да отидат во една дистопија, дистописка мрачна слика за планетата која беше навестена од нашиот прв соговорник Ванчо. Повели. Джавир, не можам да предвидам. Кога би можел да предвидам, сигурно дека има еден познат српски глумец кој успеа во се, освен во животот. Да. Но она што сакам да го кажам, што треба да се направи тогаш? Да. Она што кога спомнав Александар Македонски, кој што имал 10 пати помала војска, ако во тоа време имал вештачка интелигенција, сигурно дека вештачката интелигенција по фрлање на сите податични речи нема шанси ти да го победиш. Дари 10 пати е појак од тебе, има слонови, не знам, сето оружје што го располагат и имаш не знам, 40.000 војска само. И тука можеби би се завршила приказката. Но срцето, обученоста и повторно ќе кажам, воениот гени пресудиле за тие две битки кај Гавгамела и кај Ис. Апсолутно човечки. Но конкретно за твоето прашање и ќе го доправам она што и Никола го кажуваше, јас бев 2,5 години раководител на високата група за планирање во ОПСЕ. Таа беше единствена воена група во рамките на сета таа цивилна ОПСЕ структура и беше задолжена за планирање на мировна мисија по завршување на конфликтот помеѓу Ерменија и Азербејџан. 40 години безмалку, ова од 70-та година некаде креирана оваа група. Ние правевме одредени планови, она што предмалку го спомнав, условно кажано, подготовка на борбеното поле, односно подготовка за настапување на мировните сили при евентуално решавање на тој конфликт. Конфликтот знаеме како заврши помеѓу Азербејџан и Ерменија, заврши трагично, воено, она што го кажува сега и Никола, иако огромна дипломатска машинерија, не можам да речам за жал, дали е тоа добро или лошо, идејата била секако добра. ОПСЕ, впрочем и Обединетите нации, па дури и Европска Унија и едно НАТО, морам да го спомнам тука, функционираат на принципот на консензус. Так. И заради тој консензус, долги години не можеше да се најде соодветно решение, се најде решение по воен пат. Јас сум убеден дека без оглед на напредокот на вештачката интелигенција, војни ќе се водат и понатаму. Впрочем, она што спомна Никола, дека војски постоеле од самите почетоци на човештвото, во Библијата постои запис, односно се верува, дека разузнавањето е втора најстара професија на светот, кога Мојсија ги испраќа, нели, тие што ги водел, дел од нив како извидница во градот кај што требало да бидат, дали се расположени да ги примат, да им дадат храна, логистика и така натаму и така натаму. Значи, тоа ќе продолжи и во иднина. Како ќе се димензионира, дали Обединетите нации, Европска Унија, согласно твоето прашање, НАТО ќе дозволат вештачката интелигенција да ги замени генералите, да ги замени, не знам, генералните секретари. Сето тој човечки потенцијал, она што и ти самиот го кажа, па дури и Европска Унија, сета таа политика, затоа што според мене
како што е безчувствителна на борбеното поле, вештачката интелигенција би била безчувствителна и во дипломатијата. Во дипломатијата треба поприлично трпение. Некогаш е навистина долго траен тој процес, некогаш е фрустрирачки максимално тој процес. Гледаме што се случува сега за преговорите за завршување на војната во Украина. Фрустрирачки е за една страна, другата страна е, не знам, упорна во инсистирањето да го добие оно што го сака. Така да сепак на крајот човечкиот фактор барем во една догледна иднина, скромно не можам да предвидувам, скромно сметам во еден нареден век сепак ќе биде пресуден и вештачка интелигенција ќе биде само алатка во рацете на овие малкумина што ги спомна Никола. Да се надеваме и алатка во рацете на мнозинството кое можеби ќе одлучи да влезе во битката со сите сили, што и да значи тоа што би рекол Никола, за одбрана на демократијата и човековите права и се разбира подобрување на животот на луѓето и здравието на планетата како таква. Ванчо, да ги видиме овие вака во обратен редослед идеи. Како да влеземе во колотечина која може да помогне во одбраната на демократијата и човековите права, при тоа користејќи ги придобивките од технолошкиот развој и напредок. Морам да се заблагодарам и на Горан и на Колја за еден друг поглед на проблематиката, кој што веројатно можеше да дојде само од нив, а не од мене, технички човек, кој што цел живот се бави со технологија. И стварно вредно, благодарам на ова, ми помогна и мене да го разберам проблемот повеќе и подлабоко. И ова прв пат го слушам, Колја се разбира, сум го слушал, го знам долго време и е многу вредно ова што го кажа, но и Горан стварно еден поглед ни даде кој што не го помислував, така што ви благодарам на тоа прво. Второ, морам да спомнам дека моето излагање, прво, како човек лично се слагам дека луѓето мора да имаат контрола над се. Моето излагање беше инспирирано делумно и од книгата Ако некој ја изгради, сите ќе умреме. Зошто надчовечката вештачка интелигенција би не убила сите? Долг наслов. If anyone builds it, everyone dies. Why superhuman AI would kill us all? Извинете на англискиот, ама и таму е долг. Што ја сподели со мене, изморено интересна книга. Таа излезе сега пред некој месец. Така. Одма на New York Times бестселер листа и одобрена пофалена од сите AI научници во светот, така што веднаш ја проголтав 3 дена и таму е едно црно сценарио. И ова црно сценарио се обидов да го споделам, но е сценарио, значи е сигурно. Иако декларирана цел на сите најголеми лаборатории за вештачка интелигенција и компании, Роберт Алтман некни излезе на ChatGPT, главниот, е сингуларитет. Што е сингуларитет? Надчовечка суперхумано вештачка интелигенција. Тоа значи вештачка интелигенција која што ќе биде паралелна со човечката. Нема да ја наследи човечката интелигенција. Биде самостојна. Нов ентитет. Нов вид на размислување, ако сакате. Нов ентитет. Во тоа сценарио се прашува сценарио, да се разбереме, потполно се согласувам и со Горан и со Колја, меѓутоа во тоа сценарио прашање е колку човекот ќе има шанса да влијае на регулирање на тоа. Иако во моментов, денес, 2025 и следните можда 10 години, е гарантирано дека ќе имаме и дека Европска Унија и дека не знам кој ќе донесе регулаторни закони и така натаму. Суперхуманата, сингуларитетот, ќе значи нешто сосема ново, како да дошол вонземско битие кое што апсолутно не размислува како нас. И човекот е еден од чинителите у тоа што го гледа. Апсолутно не мора да биде најважен.
Дури може да биде сватен како шум, како непотребна пречка. Во тој смисол, јас предвидував и оваа книга која што ме импресионираше стварно, предвидував една црна дистописка и ова терминаторска иднина Скајнет станува свесен. Скајнет станува свесен, станува сингуларен, суперхумана надчовечка интелигенција. Терминатор е производ на Скајнет. Значи, на таа суперинтелигенција која што сакаа да ги уништи луѓето. Тоа е тоа. И тука не е далеку таа филозофија. И да ви кажам, јас се разборувам како човек кој што се бави цел живот со технологии и ги познава, да речам, ги следам тие работи. Можно е сценаријето, сосема. Ние сме во центарот сега на една нова војна на вооружување, под наводници, тоа што беше поранешната нуклеарно, секој мора да има нуклеарна бомба за да биде во позиција да се одбрани и така. Сега е таа трка на вооружување практично трка во воспоставување на центри, на дејта центри, податочни центри за вештачка интелигенција, кои се различни од другите податочни центри, но тоа е техничка дистинкција. И морам да кажам дека Европа доцни. Европа се успа. Американците се ненормално многу. Го слушнавте на почетокот податокот. Они GDP-то практично го вложуваат во дејта центри. Дури се смета дека тие дејта центри ќе донесат до, како ги вика, браунауц, снимување на струја во одредени делови на сад, затоа што овие толку многу енергија трошат, а овие уште не се спремни тоа да го покријат со нови централи и така натаму. Значи, тоа е нова трка. Таа трка ќе придонесе до нешто. Дали ќе значи сингуларитет? Во иднина гарантирано ќе значи, немам сомнение. Ама дали ќе поминат 50-100 години, ќе видиме. Нема да бидеме живи, но, нели? Но тоа што можеме, еве, дури среднорочно да направиме е да го регулираме тоа, потполно се сложувам. Да го ставиме под човечка контрола, за да не ни избега од раце. Ако ништо друго, барем среднорочно. Се слушува многу, Ванчо, ама таа, веројатно тоа треба да коригираме, таа информација за 90%, значи може да 90% од некој дел од буџетот, може да за развој, за наука, за амти тамте, и некој таму се па огромни приватни пари таму исто се вложуваат во Америка, може и поголеми од државните. Да, веројатно ова е може и сензационалистички напишано. Ама седно е импресивно дека огромни пари се фрлаат во тоа. Иако јас не сум толку обсесиран со овие не мислам дека се толку значајни овие супермилиардери, трилиардери што се сега во Америка, се смртни луѓе на крајот на денот, на времето Ротшилд бил прв трилионер, ете го кој го знае више дека посел, нели. Елон Маск еден ден или ќе се лизне у када или ќе во старост, мадоне Мрдок никако добро. Али добро. Не е резултат на некој систем, Ванчо, и тоа збориме, знаеш, не е тоа што останува под системот, останува. Некојаш има тоа автономен погон, знаеш, кој дури е наштилуван, знаеш, за многу подолго. Делумно ти тоа го кажуваш, знаеш, кога со, ама ти го ставаш акцентот на машините. Они не се сепак дел од еволуцијскиот наш ланец. Ние сме и нашето човечко однесување веројатно во голема мера еволуцијски предодредено, па и овие најстрашните аспекти на човечкото однесување. Значи, спремен си ја потепаш се живо за ти да преживееш. Го имаме тоа можда во гените, знаеш. И дури знаеме и да живееме тоа. Мајка учи да преживее, изгубила 10 деца, знаеш. Мислам, и луѓе преживуваат најневеројатни на трагедии и продолжуваат. Така што, знаеш, ние ко вид го имаме тоа, ама една машина тоа го нема. И ти кога викаш машината ќе те помножи тебе со нула со човек, ама она го нема тоа императивот на постоење. Она е машина. Знаеш, го нема тоа као морам ја да опстанам, овие ме загрозуваат и се до тоа. Знаеш, така што нема чувство на опстанок, туку на цел. Што е различно. Мора да изврши цел, а не да опстане по секоја цена. Добро, тоа не знаеме како ќе се развие и до каде ќе отиде и сингуларитетот, како што кажа и ти, тоа е ново
нов ентитет на оваа планета и како таков треба да го гледаме како навестување на нешто што ќе пристигне, односно што ќе изникне од човечкиот род. Кога кажа дали вештачката интелигенција или сингуларитетот во еден момент може да помислат или да дојдат до сознанието дека луѓето, човечката цивилизација е само еден шум кој треба да се тргне од мапата на светот. Јас мислам дека попрво треба да размислиме и во таа насока и да упатиме една порака, а тоа е дека човекот како таков изгледа како да не си е потребен самиот на себе си. Односно, човечката цивилизација во која доминираат многу моќни фигури кои се во исклучително неспоредливо помала бројка од оние што се вкупна популација на светот, едноставно сметаат дека, како што кажа и Никола, сметаат дека ова се непотребни човечки битија или робови. Ма знаеш, во психологија на анализата го има тоа, и кај Фројд го има, знаеш, тој нагон за смрт, и ради тоа и велам, знаеш, денес, например, доста барани професори се психолози, знаеш, насекаде. И тоа исто важно да се каже, знаеш, дека вештачката интелигенција не само што како кажам, укинува многу работни места, него ги преобразува, знаеш. Тоа исто изворедно важно. И вакви професии, психолози, аналитичари, одеднаш добиваат многу, нешто на дата инженери и сето тоа. Промптовите стануваат уствари клучно, како кажам, јазик на иднината, знаеш. Вистински поставениот промпт, тоест прашање, тоа е бинго, тоа е се. Така што дури нашето мислење се менува. Ние се обидуваме вештачка интелигенција, што повеќе да ја приближиме до нашето мислење, ама и нашето мислење во тој процес се менува, и тоа е многу интересно. И добро е да престанеме да се опираме на тоа, дека Види, како и да е времето на наивност и невиност, лебел епок, заврши. Апсолутно така. Готово. Не можеме веќе без вештачка интелигенција, не можеме без вештачка. Тоа остаи, дали ја сакаме или не. Сега како ќе оди, ќе видиме. Ама веќе заврши убавиот дел, знаеш, кога сите бевме наивни и млади и убави. Сега сме само убави. Она што сметам дека е најдраматично во овој период, барем и за кревки демократии како што е нашата или демократиите во земјите на Западен Балкан. Америка е една друга тревожна приказна. Меѓутоа, зборувајќи за непосредното обкружување, сметам дека фокусот мора да биде насочен на тоа да се најдат начини да се одбраниме од штетното влијание на манипулациите, дезинформациите и хибридните операции за менување на ставовите и јавното мислење кои се подолги и од оваа нагла експанзија на вештачката интелигенција. Видовме дека вештачката интелигенција се употребува во многу интензивно во менување на ставовите на луѓето, особено во изборни периоди, односно манипулацијата со алгоритмите е посебно проминентна, а не е видлива. Не е видлива за најголем дел од луѓето. Бидејќи вештачката интелигенција, создавајќи екосистеми во кои тие многу добро знаат како вие емотивно ќе реагирате на одредена сторија, тие алгоритмите ги манипулираат на тој начин со микротаргетирање да продрат во вашите мисли, да ги моделираат вашите ставови на начин кој му одговара на нарачателот кој имал најмногу пари, за да дојде до позиција на власт, а потоа да ги користи сите бенефиции на власта. И во таа смисла ние мораме да бидеме многу повеќе алармирани и будни да се обидеме да се спротивставиме на тие трендови, бидејќи вештачката интелигенција во комбинација со добрите пиар мајстори и со мрежа, екосистем, медиумски кој може да влијае врз
јавноста врз ставовите на луѓето, на гласачите во случајов, без да знаат луѓето, без и да прочитаат политичка содржина, тие читајќи за нешто сосема друго, рецептите на тетка Стојанка или нешто друго, може да доведе до резултат кој му одговара на нарачателот. Горан прво сакаше. Да, сакам да кажам еден друг момент. Вие сте главно представници, не само цивили, него представници на медиумите. Си спомнам за еден момент кога тие двајца пранкери, кои што има еден многу негативен политички ефект и во наше општество пред извесен број на години. Да, небитно. Замислете што може да се случи доколку вештачката интелигенција посака, односно биде искористена за една таква манипулација на општества кои што ќе бидат таргет. Од тука сакам да кажам дека не ја спомнав претходно таа димензија, меѓутоа политичките структури и оние кои што генерално донесуваат одлуки мора да имаат високо ниво на безбедносна култура. Значи да не се залетуваш дека ти се јавил, не знам, во случајов Путин, Зелински, кој да е, и сега јас разговарам за да добиеш некој ситен политички поен, во суштина можеш да изгубиш многу, но и самото општество да го доведеш во многу непријатна ситуација. Затоа во основа сметам дека разузнавачки, барем јас, тоа е закон, условно кажано, закономерно, разузнавачите, конкретно и безбедносните структури се платени да бидат песимисти. Да нема ги давам убавите работи на донесувачот политички донесувач на одлуки. Меѓутоа во овој случај сум сепак оптимист, како што реков пред малку, за барем уште еден век од сега гледам дека човекот се уште ќе биде доминантно битие и дека вештачката интелигенција ќе биде помошна, ако можам да ја наречам, алатка за подобрување на живот. Меѓутоа, не само високо ниво на безбедносна култура кај донесувачите на одлуки, пред се политичките, туку и високо ниво на самите граѓани во едно општество за препознавање фейк и нешто што е во голема мера реалност. Тоа би сакал да кажам. За заклучок една реченица, само да ја кажам во контекст на сепак темата основна на Субиров, граѓанските права и влијание на вештачката интелигенција. Само ова сакам да го додадам, инспириран од дискусиите и од размислувањето. Вештачката интелигенција го демократизира манипулацијата на правата на граѓаните. Дури и не треба многу пари да имаш за да ангажираш 20.000 ботови кои што ќе влијаат на јавното мислење. Да, порано тоа беше неколку илјади евра, сега е неколку стотици. Стотици евра. Да. И тоа има она онлайн кредитна картичка, PayPal, клик, што сакаш да кажуваат, па дека овој чини, овој не чини. Не знам, окей, сега ќе биде тоа. Демократизација, сега секој може да манипулира колку сака. Еден шеф на една помала партија го забележавме во еден период, негде на почетоците, со манипулациите со алгоритмите, секојаш кој ќе ставеше нешто на Facebook, секоја негова објава имаше во рок од прилика саат време, не се сеќавам сега дали беше саат или саат и 15 минути, имаше точно 3000 реакции. И имаше точно 3000 и одеднаш вие гледате 3000, после саат време го гледате 3000 лајкови и веднаш потоа тој на Твитер пишуваше: се гледа кој е овде најсаканиот човек во оваа земја. За саат време 3000 лајкови имам. Тоа дека лајковите се од... Демократија и човекови права може да треба да се гледаат раздвоено. Денешна модерна демократија. Именно. Човекови права за човекови права. Во една прилика ти, Иванчо, ми кажа дека и ботовите сега се всушност ентитет кој треба да се земе сериозно и дека тие се исто така чинител во креирањето на јавното мислење во одредени... И тоа на суптилни начини. Ти Не добро знам кажа дали се преска. сеќаваш на разговорот. Да. Тетка, како се вика онаа, мајка ми ја гледа што вари, тетка Ленче, не знам, некоја тетка, што вари јадења на телевизија. Да. Она суптилно дава пораки политички. Имено. Да, Драгче.
Добро, без намера госпоѓа Дракче да ја Публиката. офира, можда не е она, ама некоја следна, нели? Да, без намера да се посочи, се разбира, без намера да се посочи како конкретен пример туку. Па мајка ми ја гледа, мислам, илустрација. Никола, дали имаш една последна завршна порака, можеби по-оптимистична? Ванчо, Горан, Никола, Ордановски, Василевски, Гелевски, многу ви благодарам за овој длабок, слоевит и разновиден по својата содржина разговор. Тоа беше и нашата цел кога креиравме ваква една група и мислам дека успеавме во нашата цел. Ви благодарам за вниманието. Ние остануваме и понатаму инволвирани во оваа тема и ќе бидеме и понатаму отворени како платформа, како медиумска платформа и во други формати да ги пласираме овие идеи, овие пораки, овие насоки и овие информации. Се разбира, нашите гости ќе бидат поканети да бидат и автори во нашата медиумска платформа, а секако и се надеваме дека ќе најдеме свое место и на медиумските платформи кои ги води Гелевски во рамки на нашата соработка, која се надевам дека ќе биде уште подобра во иднина. Уште еднаш благодарам, тоа беше нашата тркалезна маса во рамките на нашата 9-дневна програма во која зборуваме за човековите права, демократијата, хибридните закани и дезинформации, одбрана на демократијата, хоризонти на слободата.